гостувањето на Македонската филхармонија во големата златна сала во Музик Ферајн представува остварување на сонот. Тоа е сон на секој музичар кој сака да се представи и да ги покажи своите музички таленти, и ова е една афирмација, потврда на 80 годишното постоење на Македонска филхармонија, потврда дека овој оркестар во овој момент е на ниво на европските концерти, на европските симфониски оркестри. Овој настап ќе помогне за остварување на нови контакти со светски диригенти, солисти, престижни менаџерски агенции. Настапот ќе биде забележан во историјата на Македонската филхармонија и претходно во моите интервјуа најавив дека оркестарот на Македонската филхармонија е во идеален баланс измеѓу искуство и младост. Тоа е потврда за квалитетот кој го поседуваме тука. Ова исто така е доказ дека невозможното, нереалното, недостижното, ако со упорност, работа и квалитет може да стане реалност. Ова нека биде пример за сите институции и доказ дека ние поседуваме квалитети, а културата како еден дипломатски инструмент треба максимално да ја искористиме и отворено да се гордееме, затоа што ние имаме што да покажеме. Во првиот дел на концертот ќе бидат представени дела од македонски композитори, од младата, средната и доцната генерација. Како солисти ќе се представат Ана Игор Дурловски, а во вториот дел од концертот ќе изведеме 8-та симфонија од Дворжак, Г-дур, која почнува со виолончела. Јас сум прв виолончелист во Македонската филхармонија. Една убава, свечена симфонија, која ќе биде исто така доказ дека Македонската филхармонија може да се носи и се носи рамо до рамо со европските оркестри. Се надевам дека овој пример ќе биде мотив за младите генерации музичари да не се откажуваат, да го живеат сонот, да се трудат, да се усовршуваат и да знаат дека нереалното може да стане реалност.